наследство да се постигне до крајот. Амин. И чекаме празник. Нека се лесно постат на сите. Лесно постига некаде рад. Се до празникот. Почитувам председателя на државата, почитувам председателя на парламентот, господин Рейс, господин Сулеймани, почитувани деловни луѓе, почитувани председатели на коморите кои што сте овде, почитувани членови на владата, пратеници, градоначалници, почитувани пријатели. На почетокот дозволете ми да израза мојата голема благодарност за поканата и за честа што ми е укажена да бидам заедно со вас на ифтар за време на светиот месец Рамазан. Ова е убава прилика вам и на сите припадници на исламската вероисповед во нашата земја да им посакам честитки и радост во извршувањето на вашите должности и во духовен мир, среќа и здравје да го дочекате Бајрам. Најважниот и најсветиот месец во духовниот живот на припадниците на Ислам повикува уште еднаш да ги афирмираме вредностите на простување и сочувствување, на толеранција и на почитување на другите. Рамазан е и празник кој научи дека сите имаме должност да им помагаме на другите, да реагираме и да помагаме да се исправи неправдата ако му е некому нанесено. Да го даваме најдоброто од себе за да создадеме заедница во која сите сме еднакви. Наша должност е да се служиме и да си помагаме едни на други. Овие вредности се испреплетуваат низ сите вредностни системи на различните верски традиции во нашата земја. Тоа е голема вредност на овие наши заеднички простори, во кои сме упатени едни на други, зашто цврсто не поврзуваат вековните меѓусебни уважувања. Посебно ми причинува задоволство што вечерва сум меѓу пријатели, сонародници, со кои заеднички ги делиме сите предизвици на нашето заедничко општество. Партнерскиот однос и меѓусебната соработка што ги воспоставивме со Стопанската комора на Северозападна Македонија и со бизнис заедницата од овој регион е од огромно значење за успехот и исчекорот напред на нашите економски политики во интерес на граѓаните и секако на компаниите. Тоа е здрава и стабилна основа на која што ја поставивме нашата земја. На крајот, дозволете ми уште еднаш да ви посакам преостанатите денови од постот за времето на светиот месец Рамазан, да ги поминете со членовите на вашето семејство и со пријателите и со најблиските, во слога и спокојство, со сите ваши соседи и пријатели, во добро здравје и духовна сила, која ќе ви даде поттик во остварување на вашите добри дела. Благодарам.